Во првиот прилог видовте дека земјоделецот добро кажа, дека државата всушност ја представува народот, јазикот, идентитетот и земјата и дека многу е подобро земјата да остане во собственост на нас, македонците, и дека таа треба да се чува и за идните генерации, а дека треба да има и развој, секако тоа го сакаат сите. Постојат различни проекти, ИПАР, националната, нели исто така програма каде што се нуди развој, но некако се тапка во место. Еден од производителите на градинарски култури рече дека како што било 20 години, така и сега, не во смисла на модернизација на производството, туку околу пласманот. Значи, уште едно прашање на кое што треба да се осврнеме, за да имаме просперитет во македонскиот аграр, е решавањето на пласманот, а знаеме дека, например, Србија со Русија има договор за слободна трговија. Ние се уште немаме. Но, еве, за оваа тема за која што сакаме денеска да дискутираме со нашиот гостин Јордан Трајков, кој што всушност представува председавач на иницијативата Граѓански фронт, и темата, како што знаеме, е многу актуелна, а тоа е нацрт законот за продажба на државното земјоделско земјиште. Ви благодарам што еве одвоивте време да малку ги објасниме некои работи. Значи имаме спротивставени ставови, знаеме дека и други здруженија, Националната федерација исто така имаат спротивни ставови да не се продава воопшто државното земјоделско земјиште. Што мислите вие за овој предлог? Прво ви благодарам нели што ми поканевте да бидам ваш гостин. Ова е актуелна тема. Мене ме ужасна оваа тема. Значи прв пат кога од владата најавија дека имаат намера да продаваат земјоделско земјиште, ми беше јасно дека всушност тоа ќе биде обид за распродажба, не за продажба на земјоделското земјиште. И тогаш ја почнавме иницијативата Граѓански фронт. Пишевме по медиуми против тоа, изнесувавме аргументи и ние и други луѓе од фелата. Тие не го слушнаа тоа и сега имаме нацрт закон, кој што беше даден на ЕНЕР и веќе е затворено на ЕНЕР, не може да се коментира повеќе. Ние коментиравме. Според нас ова е распродажба на земјоделското земјиште, е ужасна намера и ова не е опција за македонските граѓани. Така што по ова не треба да биде ова тема за дискусија, ова треба потполно да се елиминира од дневен ред. Да се затвори, мислите воопшто да нема продажба? Од дневен ред да се елиминира. Ова е ужасно, кој што ќе донесе до разнебитување тотално на Македонија. За мене тие сакаат да го представат како да е ова дел од земјоделието, меѓутоа за мене ова не е така, ова ги задира сите граѓани и ја задира буквално државата Македонија. Еден од предлозите, најпрви нарече премиерот дека не се продава на странци, но дополни министерот дека може странец исто така да купи државната земја доколку е стратешки инвеститор, значи до 30 милиони евра и така натака, клаузули некои, не знаеме тоа како ќе се прецизира, сигурно во законот веќе. Прво, јас го читав, го проучив добро законот, нацрт законот. Тие велат дека овој нацрт закон се прави за земјоделците да развиваат, да добијат собственост. Так, за да можеле да вие долго време сте во фелата, долго време го пратите земјоделието како новинар. Така, со години веќе. Точно. Дали познавате еден вистински земјоделец со 100.000 евра во джеп што има во моментот да купи 10 хектари? Јас лично, и јас сум во земјоделието, ја лично не познавам ниту еден. Ти купуваат обично земја, па ќе дополни уште нешто, ќе купи така. 2-3 декари, значи колку што му дозволува. Значи вие претходно реколте нема пазар, тоа е клучниот проблем. Сега на такво немање пазар, плюс раст на цените на репроматеријалите, на нафтата и така натаки, тие се финансиски изнемоштени. И сега вие очекувате од некој земјоделец да купи 10 хектари за 100.000 евра. Нема тоа да се деси. Ниту еден земјоделец по овој закон нема да купи и таму има наведено неколку начини на продажба, меѓу другото на стратешки во 4 очи. Така пишува на неколку места во 4 очи, во 4 очи. Законот, значи, е правен за транзиционите олигарси
и за странци со сомнителни пари, сомнително потекло на пари и сомнителни намери. Ова ќе биде приватизација 2.0. Ние, како држава, поминавме низ приватизацијата и таа беше ужасна. Таа донесе многу несреќан. Видовме многу несреќни човечки Јас се судбини сеќавам колку комбинати се приватизацијата. распадна Па се и не распадна, па функционира. луѓе се самоубиваа. Па луѓе стануваа болни, па срцеви удари, мозочни удари добиваа. Значи, ужасно. Тогаш да фатевме патот, патеката што ја фатија Чешка, Словачка, со ваучерите, И Словенија. че беше подруго, така. Но тогаш го фативме овој пат и што се деси? Добивме една мала група на приватизациони олигарси, кои што стекнаа големо богатство и добивме 80% сиромаштија. Официјално во Македонија, во моментот, 40% се сиромашни, а 40% се овака на границата, на ивицата да паднат во сиромаштија и секој ден по некој се лизга надоле на таа скала. Значи, во таква ситуација, која има 80% сиромаштија, сега се спрема приватизација 2.0. Сега. Значи, кажав на примерот, на 10 хектари со 100.000 евра, дека нема да ја купи тоа земјоделците, земјата. Значи, ќе се јават за такво нешто, ќе се јават олигарси и странци со сомнително потекло на пари и сомнителни намери. Ова третото е најболното. Сомнителни намери. Значи, олигарх ќе може да си купи за само 200.000 евра, пазите сега, 100 хектари. Значи, земјоделец 100.000 евра 10 хектари, а олигарх 200.000 евра 100 хектари. Цената нели ќе Значи, биде од 0,5 до 1? Не. Цената е сетирана од 0,3 Така? до 1 евро. Зависи од При големината на што? површината. При што? Замислите сега, некој си дигнал некој долгогодишен насад, олигарх, концесија, знаеме во нашата држава како се доделува концесија, значи си подигнал некој долгогодишен насад на огромно парче земја и сега, на тоа огромно парче земја, никој нема да се јави во првиот круг на 0,3 евра. И во законот убаво се пишува. Наредниот круг 30% помалце. Значи цената е 0,2. Значи за 100 хектари таквиот олигарх ќе добие за 200.000 ќе добие 100 хектари. Ете, тоа ни се дешава и сега. Олигарсите ќе си купат земја. Меѓутоа, ова другото е уште поопасното. Нашите информации велат дека нашите драги комшии, со кои што склучуваме разноразни интересни договори, веќе шетаат и си ги договараат кои парчиња земја ќе си ги купат. Во моментот кога источниот сосед ќе има источниот дел од Македонија, земјоделското земјиште купено, во моментот кога другиот наш сосед драг ќе го има другиот дел, и во моментот кога третиот наш драг сосед си го земе третиот дел од земјоделското земјиште, тие што мислите, че го однесат таму земјоделското земјиште, кај нив или можеби Америка или Австралија, кој што спомна господин Заев? Не. Македонците ќе се иселат, тие ќе си останат, ова е наше, ниту храна, ниту земјоделие. Тие ќе си произведуваат за биодизел, затоа што не сакаат да ти произведат од тебе храна за тебе. Или ако произведуваат, тие ќе се извезуваат кон нивните земји. Кој е вашиот предлог? Дали може би на оние кои што го имаат земјоделското земјиште на некој начин да им се дадат некакви поволности? Ви благодарам многу за прашањето. Да. Тоа е вистинското прашање. За да имаме просперитетна држава, ние треба да имаме бројна, не долна класа, ниска класа, треба да имаме бројна средна класа. И прашањето е сега, како од таа бројна, огромна ниска класа, да претвориме во средна класа. Со давање на ресурси. Така. Кој е тој преостанат ресурс? Кај нас? Земјиштето. Значи, нашиот предлог е земјиштето да се подели буквално на сите граѓани на Македонија. И сега, веднаш ќе почнат критики кои ќе слушнат само оваа една реченица и одма луѓето ќе почнат да критикуваат како на сите, па не сака секој да биде земјоделец, па ти ќе цепкаш земјата, па ова, па ова. Значи, имам одговори на сите тие прашања. Може и во задругарство да се формираат, да се темелити здружат? луѓе сме. 8 до 10 декари му паѓаат по наши математики на човек. Па една просечна фамилија е 4 члена.
Тоа се од 32 до 40 декари. Друго, некој ќе има три групи на граѓани. Некој што сака да ја гледа земјата, некој што сака да ја издава и некој што сака да ја продава. Овој што сака да ја продаде, ќе ја продадат на овие и сега се поставува прашањето одма со кои пари. Значи, овој сака да ја продаде, ние велиме не смее да ги земе парите. Смее да ја продаде, ама не смее да ги земе парите. Парите ќе го чекаат во пензиски фонд. А тој пензиски фонд ќе го кредитира овој. Кога овие ќе се пензионираат, нив им расте пензијата. Значи, ете како се ствара средна класа. Меѓутоа, тука клучно е и тоа што вие го кажавте на почетокот, нели, во една од најавите, е пазарот. Ние, 92 година со Уставот, рековме дека градиме пазарна економија. Може ли некој да ми каже каде е пазарот за земјоделските производи? Како е можно да ниту една влада до сега не свати дека земјоделецот не може да биде маркетер, селс агент, да оди у странство, у Дизелдор на пазар, да продава, у Москва, у Њу Џерси. Не може. Тој треба да се грижи за квалитетот и квантитетот на неговиот и за здравието на неговиот производ. Тоа значи дека тој пазар треба да го организира државата. Пазите што реков, организира државата. Ако државата правилно го организира пазарот, во тој случај земјоделецот ќе ги добие вистинските вредности за она што тој го вложил и за сопствениот труд. Тоа има две работи: вложување и сопствен труд. Така. И сега земјоделецот треба да добие назад и тоа што го вложил и сопствениот труд да си го исплати и да добие профит. Значи, може да се продава сега сте на став земјоделското земјиште, да го купуваат граѓаните или како? Вака, јас сум на став дека треба да направиме поделба. Прво е регистар, после тоа е у неколку круга да видиме кој сака да купи, кој сака да го гледа, а кој сака да го продава, и после тоа да го распределиме на сите граѓани. И да нема збориме за државното земјоделско земјиште треба да се распредели на сите граѓани. Во ист момент државата треба да работи на изнаоѓање на пазари. Оти тоа е поттикот. Мене веднаш кога им кажав на кавадарчани, нели гледаш дека ги напуштаме лозјата? Да, ги напуштате на 8 и на 10 денари и на 12 денари. Ќе ги напуштиш ли на 30 денари? Не. Па дај да го развиеме пазарот. Така е. Дај да го развиеме пазарот. Меѓутоа, ни една влада не се потруди да го развие пазарот, не се потруди околу хидромелиорационите системи. Кажете ми за 30 години колку метри, не километри, метри имаат направено хидромелиорациони системи. Кажете ми во каква состојба се патиштата, а вие одите по нивите и гледате какви се патиштата. Тоа е ужас, никој не ги одржава, нема систем за одржавање на патиштата и ни една влада досега не се потруди за трансфер на знаење и нови технологии во однос на поквалитетно и подобро производство. Ни една влада не го направи тоа. Добро, има сега сакаат да го распродават. Има примери кои што се или со некои проекти или така, кои што не се дел од систем. Треба системски да се прииде кон тоа. Значи, мора да се размислува. Ентузијасти има. И јас сум еден. Џавол да ме носи. Се вратив од странство, инвестирав, што ќе прави Шордан, ќе прави винарија, лозовија назад. Будала, некој да земе стап да ме истепа. Но систем, јас зборам за систем, системски. Додека нема систем, нема да има хидромелиорациони системи. А кажете ми, еве, според ваше сознание, каде се продава државното земјоделско земјиште? Во кои соседни земји кај нас? Или во Европска унија? Овака. Секаде кај што се продавало, тоа се сиромашни земји. Значи, вие нема да најдете богата земја, каде што се има десено вакво нешто. И ова распродажба на земјиштето од ваков тип има и име веќе во економската мисла, наука, се вика land grabbing на англиски, грабање на земја. И тоа се дешава само во сиромашни земји, каде што има голема корупција и каде што владите лесно се манипулираат. Значи, и таквото нешто има ужасен ефект, аир граѓаните на тие земји немаат видено после тоа. Зацементирана сиромаштија. Романија. Беше навлегување една од најсиромашните земји во Европска унија, се уште и така ќе остане. Од вкупниот број на земјопоседници, сопственици на било каква земја, земјоделска земјиште, 54% од целото земјоделско земјиште на 1% од сите иматели. Една среќа, еден развој на земјоделието, што да ви кажам.
ќе останат зацементирани таму кај шосе и гледате дека нон-стоп има проблеми во Романија. Значи, оваквите нешта вие нема да отидете. Ај пробайте да отидете вие во Велика Британија и купите големо парче на земја. Отидете во Франција, отидете во Германија. Во Германија со устав е забрането. Ви се молам. Па ние што сакаме да бидеме? Развиена земја или сакаме да бидеме какви што сме? Никакви. Да го фатиме другиот модел за развој на македонскиот аграр, а не со продажба или дека под... Ние даваме издржано решение. Меѓутоа, професорот Димитриевски од и Националната Федерација на фармери излегува со друг модел. Ајде да дискутираме со аргументи. Значи, ова е тема за дебата, за размислување. Дај да го видиме ова, но со детали, оти ѓаволот се крие секогаш во деталите. Дај да видиме. Дај да видиме како да го направиме за да биде добро за сите. Ние велиме, кажа веќе, сакаме да бидеме 80% граѓаните да бидат во средна класа, а не 80% во ниска класа. А дали се сеќавате, Јордан, на времето кога имаше воени резерви, кога имаше развој во овчарството? Јас некогаш таа тема многу ми е интересна, кога размислуваме од социјалните... Ние сме тие генерации кога го памтиме тоа. Социјални категории кои што сакаат, например, можат истото да се врати, нели? Да имаме развој на овчарството. Бе во Витачевото прекрасен предел празен е. Дали знаете, министре Хоџа, се надевам дека ќе ми го слушнете ова. Дали знаете дека 2 години нема никаков пазар за волната на овчарите? Никаков. Значи, тие сега ја фрлаат волната. Господине министар Хоџа, наместо да ја распродавате земјоделското земјиште, ајде вака, контактирајте ги сите сточари, прашете колку волна имат од лани и од оваа година, ја чуваат и ланската, соберете колку е тоа и јавите се на производителите во Турција, преку амбасадорот турски тука, договорете кои фирми откупуваат волна во Турција и ве молам продајте ја цела волна што сточарите ја имат. Така ќе бидете запаметен како министар за земјоделие. Вака ќе бидете запаметен како распродавач. Добре, ви дадов можност сепак да се обратите. Може би требаше и министерот да гостува во некоја од наредните прилики, најверојатно ќе го поканиме. Сега бидејќи ја имавме изјава, во секој случај верувам дека навреме ќе се освестиме што значи продажбата. Дали можем да упатам еден повик до претседателот на државата? Дали ќе ми дозволите? Ајде така да слушаме. Господине претседателе, ве молам, сега кога е нацрт закон, ве молам сега да реагирате. Кога законот ќе дојде кај вас и да не го подпишете, рековте дека на втора топка морате да го подпишете. Ова е грешка, вие треба да бидете и рековте дека ќе бидете татко на нацијата. Значи, ве молам, реагирајте сега. Нашите земјоделци се упорни и истрајни, ја сакаат својата земја и токму тоа ќе го видите и во следниот пример, каде што производителот, одгледувачот на кози, прекрасни животни, заедно со своите јариња, но многу важно е со сите семејство кои што е вклучено во производството во ова фармерско гледување, сака да остане на своето тло, на својата почва и вели никогаш не би ја напуштил својата земја, имал прилики да и во Швајцарија работи, но овде вели работам само за себе и има идеи како да го направи успешен пласманот и на козјото млеко и козјото сирење.